повод за денешното наше јавно обраќање е одлуката на градоначалникот на град Велес и советничката група во општина Велес со денесената имна одлука за отварање на Европска куќа во просториите каде што ние остваруваме дејност веќе 14 години. И тоа успешно остваруваме дејност 14 години. Со ова еднострана одлука за раскинување на договорите во време на тешка економска и енергетска криза и во време кога поминавме ковид пандемија, во чие време плаќавме редовно и кири и сите други давачки, 11 наши сограѓани ќе останат на улица. Мислиме дека со овој неевропски гест не се гради европска перспектива. Верувам во искрената намера на градоначалникот на град Велес да со отварање на Европска куќа направи нешто добро за градот Велес, но ми изненадува фактот и ме плаши тоа што во истиот овој ред во оваа зграда има отворено информативно-туристичко биро веќе 2 години, кое што воопшто не работи, е направено со европски пари. Уште една работа зачудува и посебно не иритира. Значи, еден од трите услови за отварање на Европска куќа во сите градови во Македонија е минимум општината да понуди простор од 80 метри квадратни. Општина Велес за оваа Европска куќа нуди 300 метри квадратни, со што автоматски ние ги губиме нашите дуќани, а се добива огромен простор кој што стварно не знаеме за што ќе биде искористен. Мислим, со најдобра намера, дека со еснафлук и добра волја на општината има простор за сите да си го најдеме парчето леп што се вели во оваа зграда, за сите останеме во зградата на синдикатот која што е направена таму некаде 1950 година и ги оствариме нашите цели и идеи. За таа намера последен пат упатуваме апел пред се до евроамбасадорот ГИР, до градоначалникот на град Велес господинот Колев и министерот за локална самоуправа да ни овозможат да преиспитаат одлуката за отварање на оваа Европска куќа и заедно сите да можеме да учествуваме во градењето на Велес, се разбира секој на свој начин. Благодарам. Значи, тука се опатени нашиот дуќан обслужувалницата 71 квадрат, продавницата која што е 49 квадрати, канцеларијата за информатичко општество и еден празен дуќан до информативно-туристичкото биро. Плюс ќе бидат срушени 2 канцеларии, мислам дека пензионерите се таму, и дворот на киното каде што се излегува. Иначе првобитно беше планирано киното 11 октомври да биде оваа Европска куќа. Но наводно не биле задоволени, дошле европски луѓе од Европската комисија и кажале дека не ги задоволуваат потребите, статистичките потреби. Статичките потреби. Ја не знам оваа зграда која е градена од 1950 година, нашите дуќани дали задоволуваат некои потреби на Европската унија за градење на таква канцеларија, но на колку вработени работните места им се загрозени? 11 души остануваат директно на улица. Ние немаме друга алтернатива, нема дуќан во центар каде што би го продолжи на нашиот бизнис, кој што го работиме успешно. Дури општината имаше алтернатива за која што беше разговарано на седницата на Советот. Го имаат пензионерскиот дом
хотелот кој што сигурно ги задоволува сите стандарди за еден ваков објект, но наводно Европската канцеларија инсистирала на градење тука во централно градско подрачје, каде што ќе има пристап, каде што ќе имало банки од околу и така натаму, како да е пикирано местото. Немаше алтернатива, не ви беше понудено. Вашите договори истекувале до крајот на годинава. Не е точно. Мојот договор истекува за 2 години, а договорот на другиот дуќан истекува во декември, да. Мојот договор истекува за 2 години. Немаше понуда, например, од ова место некоја друга локација? Ние разговараме со градоначалникот и побараме алтернатива, но нема. Нема. Во централно градско подрачје нема друг дуќан. Нашите бизниси, сепак сме го разработили бизнисот, тука сум 14 години. Сега излегувате на медиум, што доколку општината не се озве на вашите улици, нема слух, земете ли некакви други, радикални? Градоначалникот се колнеше дека му е многу криво што остануваме на улица, но дека е донесен над зид и дека му било понудено земји или остави. Радикалните чекори, не знам што би било во ваква ситуација, порадикално имали ако овие 11 луѓе останат на улица без екзистенција во овие времена. Добро.